Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс. Накратко проследете дел од содржините. Извршена деретизација и дезинфекција во општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Штипјанката Љупка Јолева, која наместо педагог избра нов собствен бизнис, отворајќи погон за преработка на восок. Богата културна уметничка академија во основното училиште Гоце Делчев по повод одбележувањето на својот патронен празник. Вчерашниот празник помина во релативно мирна атмосфера. Итната медицинска помош во Штип за среќа немаше потреба од тешки интервенции, немало претерување со алкохол, ниту прејадување с кара. Вчерашниот ден, 1 мај, помина релативно лесно. Немаше некои потешки случаеви. Од страна на пациенти не е заведена некоја потешка форма на алкохолна интоксикација. Имаше само една сообраќајна несреќа вечерта околу 12 часот и други нормални други прегледи од најразличен вид. Учениците од основните и средни училишта од Кочани во соработка со Еко Пак Хит во организација на општина Кочани во понеделник ќе спроведат еко акција со цел расчистување на отпадоци настанати од празнувањето на 1 мај. По празнувањето на 1 мај во природа, граѓаните знаат да остават неред од отпадоци на полјанките. Учениците од основните и средни училишта од Кочани кои членуваат во еко-одборите, заедно со Еко Пак Хит, а во организација на општина Кочани, на 4 мај организираат еко-акција. Ке се чистат ливадите каде се славеше 1 мај на најфреквентните места на релацијата Кочани до Брана градче. Акцијата ќе ја спроведат околу 50 на ученици и наставници со цел расчистување на отпадоците кои настанале од првомајскиот излет. Со едукативна порака до граѓаните: не оставајте отпадоци по вас. Учесниците со почеток од 8 до 10 часот ќе ја спроведат акцијата. Извршена е дератизација и дезинфекција на општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Поплавите кои зафатија Македонија предизвикаа појава на глодари кои се ризик за заразни болести. Деновиве успешно се изврши дезинфекција, дератизација и дезинсекција во Пијаничко-Малешевскиот регион. Имено годинава, поради поплавите во февруари, премногу се појавија и глодари, како и опасност од заразната туларемија. Па општините Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево, во соработка со Центарот за јавно здравје Кочани, извршија дератизација во повеќе шахти на овие општини, но и на објектите со кои располагаат јавните предпријатија. Така, подобивањето на задолжението од страна на Министерството за здравство и Министерството за животна средина, каде како локални самоуправи, како општини сме задолжени и воедно истопанисуваме со системите за водоснабдување на граѓаните, добивме задолжение да во рок од 7 дена ги направиме потребните заштитни мерки околу захватите на водата и мислам дека ние како локална самоуправа ги задолживме јавните предпријатија кои стопанисуваат со тие стопански објекти да се очистат, да се изврши деконтаминација, тоа собирање на сметот на џубрето околу захватите на водата, така ќе ги заштитиме нашите граѓани од немили појави при користењето на системите. Неопходноста од дератизација се наметна во сите општини од регионот. Денови ја извршивме. Дератизација изврши фирма Ликаком од Кавадарци и беше најефтина на тендерот, како неповолен понудувач. Извршено е поставување на мамки за стаорци во шахти, во канализационите шахти. Опфатено е целокупното градско подрачје, обично на секоја трета шахта, така да ова дератизација ќе допринесе да не се појави ке нас
заболувањето познато како туларемија или некои други видови заразни заболувања кои ги пренесуваат стаорците. За дератизација и дезинсекција, општините од истокот годинава ќе потрошат околу 4,5 милиони денари. Знаеме дека сонцето има добротворно дејство на кожата, дека делува антидепресивно кој помага при продуцирање на витаминот D, но сепак може и штетно да влијае врз кожата. Еве што препорачуваат лекарите. Сонцето штетно влијае врз кожата и во пролетните денови. Зрачењето во април и мај може да биде јако како и во јули и август. Иако не е лето, треба да се внимава кога сме излезени надвор. Влијае антидепресивно, имуномодулаторно. Во кожата знаеме дека се создава витаминот D, така да не треба да бегаме од сонцето, но треба да знаеме како да се однесуваме кон него. Ја дочекавме пролетта, за некаде во природа да ја впиваме топлината на сончевите зраци и да ја добиеме првата боја. За штетното UV зрачење и не размислуваме, затоа што мислиме дека уште е рано, но црвенилото на лицето и дамките предупредуваат да бидеме внимателни. Лекарите истакнуваат дека поради оштетениот озон, зрачењето во овој период од годинава, сонцето може да биде многу силно. Еве како дел од граѓаните се заштитуваат од мамењето на пролетното сонце. Па штетно, јасна работа, треба да носиме очила за сонце, темни, па ќе носиме чедар, на сенка ќе одеме. Обично или кошула или не смеам да се изложам гол на сонцето моментално. Многу луѓе се толку зависни од сончење, особено во пролет, то не се грижат за предупредувањето од лекарите. Еве како можат да се заштитат. Веќе ни предстојат топли денови и треба да внимаваме како ќе се однесуваме кога ќе престојуваме на отворено. Пред секој излегување надвор ова се однесува, значи луѓето, посебно на луѓето кои што имаат светлден. 50% од енергијата на сончевиот спектар доаѓа од видливата сончева светлина, а 10% од ултравиолетовите зраци. Најголеми оштетувања на кожата прави видливиот дел од сончевиот спектар и ултравиолетовите зраци. Хроничната експозиција на сонце во подолг временски период е одговорна за појавата на кожни промени од типот на акутни, во колку кратко време кожата изложена на сончева светлина, а од хроничен карактер промени се добива по подолготрајно изложување на сончева светлина. Тоа се однесува веќе раната пролет, летото, касната есен исто така, ако изобилува со поголем број на сончеви денови. Сепак во одредени делови од денот сонцето има и добротворно дејство на кожата, делува антидепресивно, помага при продуцирање на витаминот D во човековиот организам. Сдруженијето на мултиетничкото општество за човекови права од Штип постојано работи на прашањето за мултикултурализмот. Моментално работи на проект кој се реализира во 3 фази во период од 3 години. Целта е што поголема едукација и надминување на стереотипите поврзани со децата од ромската националност. Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип повеќе години работи на прашањето за мултикултурализмот, при што во рамките на нивната програма беа реализирани повеќе активности и обуки. Од почетокот на годината, Сдруженијето е дел од платформата за мултикултурализам, која содржи повеќе од 50 организации. Во 11 општини во основните училишта, каде што се вклучени градовите Битола, Центар, Чаир, Тетово, Штип, Гостива, Радовиш, Кичево, Куманово, Струга и Струмица. Во сите овие општини ќе оние кои што сме делови од самите организации, како главен координатор за спроведување на самата иницијатива ќе биде нашата организација, и каде што ќе можат овие организации во рамките во разговори со локалните самоуправи во самите градови, ќе можат со основните училишта, со директорите и сите оние кои што се засегнати страни да воспостават контакти, исто така соработка и со други младински организации во самите градови, да можат да дискутираат заедно за воведување на концептот на мултикултурализам во основните училишта, за кои што сметаме дека ќе биде со цел за намалување на стереотипите, предрасудите и дискриминацијата помеѓу самите ученици, а со тоа ќе можеме и да делуваме на воведувањето на мултикултурализмот како концепт кој што
има многу елементи на кои што ќе може да се работи и во иднина. Главната цел на оваа иницијатива е воспоставување контакти најпрвин со локалната самоуправа, а потоа и со основните училишта, за добивање одобрение за одржување на работилници од различен карактер. На самите работилници ќе има вклучено експерти кои што ќе одржат одредени предавања во однос на мултикултурализмот и потребата за воведување на овој концепт, а исто така веруваме траењето на самата иницијатива ќе започне веќе во тек и каде што веќе се прават подготовките за започнување на самата иницијатива и реализацијата на самиот проект. Овој проект ќе се реализира во повеќе фази, од кои првата веќе е во тек и ќе трае до октомври годинава, при што во оваа фаза ќе се види во кои општини ќе може да се воведе концептот на мултикултурализам, а втората и третата фаза ќе се реализираат во период од 3 години. Поддржувачи на самата иницијатива е Прогрес Институтот од Скопје за социјална демократија, каде што финансиски сме поддржани како платформа, можем да кажем, од Фридрих Еберт фондацијата и Калеви Сорса фондацијата од Финска. Сдруженијето на мултиетничко општество 5 години соработува со овие партнери, со кои реализира повеќе активности во Македонија, Србија и Косово. Дипломата не е секогаш гаранција дека екзистенцијата ќе се остварува од неа. Изборот што ќе се работи во животот понекогаш го правиме и самите, преку дејностите за кои не сме ни предпоставувале дека ќе работиме. Таков е примерот на штипјанката Љупка Јолева, која наместо педагог избра нов сопствен бизнис, отворајќи погон за преработка на восок. Љупка Делипетрова Јолева од Штип е педагог по образование. Извесно време работи во фабрика за чевли, а од пред 4 години започнува собствен бизнис преку отворање на погон за преработка на восок. Инвестицијата е наша лична, средствата се наши, машината ја донесовме од Турција, значи германска лиценца. Се надеваме дека во скоро време ќе си ги повратиме средствата, за сега сме задоволни. Зошто токму восокот и се она што е блиску со пчеларството? Ние веќе со години традиционално се занимаваме со пчеларството. Уште дедо ми, татко ми, ете сега некако со теко на генерациите се надевам дека и син ми, ќерка ми, дека исто ќе имаат интерес како мене. Тоа беше основата и самата дејност малку интересна е како невообичаено нешто. За кратко време фарма Рој стана препознатлива не само во Штип, туку и пошироко во регионот и државата. Овде речиси секојдневно доаѓаат пчелари од секаде кои разменуваат восок за восочни основи или пак го предаваат сопствениот за преработка. Годинава како никогаш досега восокот се бара како злато. Го нема на пазарот, па често пати има обиди за продажба на разновидни фалсификати. Понекогаш восокот може да не е добро прочистен, меѓутоа со комуникација па се разбереме како треба тоа да изгледа. Луѓето се коректни, фини и доколку има некаков проблем го вратат, претопат го повторно ќе го донесат. Јолеви од Штип се задоволни од досегашниот ангажман. Веруваат дека така ќе биде и во иднина, бидејќи потребата од пчелни производи не само што ќе постои, туку и ќе се зголемува. Богата културно-уметничка академија во основното училиште Гоце Делчев Виница по повод одбележувањето на својот патронен празник. Учениците со низа активности дадоа почит на македонскиот великан. Во пресрет на 4 мај учениците од основното училиште Гоце Делчев во Виница со низа активности за оддавање почит кон ликот и делото на македонскиот великан. Хорот и мандолинскиот оркестар под палката на професорот Мите Харалампиев понудија микс од обработки на стари и ново компонирани македонски песни, кои со силни аплаузи беа проследени од страна на родителите и локалниот политички врв. Академијата како увертива во одбележувањето на патрониот празник беше повод новиот директор Македончо Георгиев да искаже јавна благодарност за постигнатите резултати на училиштето. Голем број општински, регионални и државни надпревари и освоија многу награди и признанија. Без сомнение тие најдобро умеат да го најават и одбележат патрониот празник на нашето училиште. Исто така благодарност до наставниците кои земаа учество во одбележувањето на овој празник, благодарност до наставниците и благодарност до вредниот технички персонал. Директорот ги врачи и наградите на учениците кои твореа на литературниот конкурс, а програмата беше збогатена со театарски перформанс околу значењето на нашиот празник Прочка, подготвен од учениците од драмската секција. Учениците од одделенската настава понудија шареноликост од музичко-сценски игри кои се заокружија со неколку македонски ора.
Прославата продолжува во понеделник со достојно одбележување пред бистата на патронот во училиштето. Ке се играат и надпревари во женски ракомет. Мини репортажа од црковниот живот на македонските православни верници во Италија, каде масовно се слават најголемите христијански празници. Погледнете дел од репортажата на нашата колешка македонка Мирева, а целиот прилог можете да го погледнете веднаш по завршувањето на дневникот. Неви е градчето во кое македонските православни верници го наоѓаат својот духовен мир. Тука во објектот кој е граден кон средината на 19 век за потребите на италијанските католици, од 2008 година е отстапен на православните македонски верници. Со помали интервенции, со поставување на иконостаси, неколку икони посветени на Свети Архангел Михаил, црквата е духовна престолнина за православните верници од истокот на Македонија. Благодарение на максималната ангажираност на црковниот одбор предводен од Васко Стоилов, начело со свештеникот Михајло Матевски, тука се одбележуваат сите поголеми празници, од Божик до Великден, а секоја недела се одржува и служба. Црковниот живот во Италија, во Пиемонта, е организиран скоро 10 години, може би и нешто повеќе, но конкретно да одговорам на прашањето. Оваа црква во која што богослужиме секоја недела и на големите празници, како што и овој денешниот Воскресение Христово, ни е дадена од католичкиот владика на Алба во 2008 година, кога добивме и дозвола да ја преадаптираме, односно да ја прилагодиме на нашата православна традиција, како што можете и вие самите да забележите. И во 2008 дојде и архиепископот на Македонската православна црква заедно со нашиот надлежен владика, митрополитот Европски Пимен, кога се освети овој иконостас. Поради слабостите или пропустите кои понекогаш се појавувале во изминатите години, за подобра имплементација на законите, формиран е тим од 15 на луѓе во кабинетот на премиерот, кој од понеделник почнува со работа. Тимот ќе биде задолжен за проверка на спроведувањето на програмата, кои нема да проверуваат само од канцеларија или од компјутер, туку многу често ќе бидат на терен, со земјоделците, со социјалците, на градежните локации, меѓу пензионерите, со студентите, кај пациентите и лекарите, директорите и вработените и дневно ќе работат исклучиво на ова прашање, појасни денес Никола Груевски, премиерот, во обраќањето на Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ. Наркомафија запали автомобили, бензински пумпи, банки и други институции во градот Гвадалхара во западниот дел на Мексико. Криминалците исто соборија и воен хеликоптер. Како резултат на хеликоптерската несреќа загинале 2 полицајци, а 10 војници се повредени. Земјотрес со јачина од 4,9 степени според Рихтеровата скала е регистрирана на територијата на островот Крит во Грција. Земјотресот е почувствуван околу 11 часот и 30 минути со епицентар на 451 км југоисточно од Атина, со длабочина од 14 км. Нема податоци за настрадани и материјални штети. Полицијата приведе вкупно 53 лица, откако 15 од нив го прекршеле полицискиот час, кој беше воведен како мерка за справување со зголеменото насилство по улиците. Во меѓувреме стана јасно дека 6 полицајци се приведени во Балтимор под обвинение за убиството на афроамериканецот Фреди Геј. Најмалку 59 учесници на правомајскиот протест во главниот град на Малезија, Куала Лумпур, ја поминаа ноќта во притвор. Меѓу апсените се и видни личности од опозицијата и лидери на организациите за заштита на човековите права. Меѓу апсените и поранешна председателка на Адвокатската комора на Малезија, која при приведувањето изјавила дека протестите се дел од процесот во борбата за подемократска и поправична држава. Таиландските власти вчера започнаа со искупување на телата од најмалку 30 гробници во прашумата во граничниот простор со Малезија. Силниот дожд денеска ја попречи работата на специјалните спасувачи и полициски одреди, а според сознанијата добиени по искупување на првите 7 тела, се работи за имигранти од Мјанмар и Бангладеш. Михаил Михаиловски од кикбоксинг клубот АСО Делчево го освои второто место на државното првенство во кикбоксинг, каде се надпреваруваше во дисциплината лајт контакт.
Најголемиот успех кој досега го постигнал Михаил е златниот медал кој го освои на минатогодишното државно првенство. Учествував на државното првенство во кикбокс во дисциплината лајт контакт. Јас се надпреварував со надпреварувачи од Западна Македонија. Колку време тренираш, да ми кажеш од каде ти се роди љубовта за кикбоксот? Јас исто така кога гледав на телевизија програми со кикбокс, исто така тренирам 2 години и ми се роди од таму љубовта за кикбоксот. Што имаш следно за задача, каде ќе се надпреваруваш, некој следно надпреварување кое е во блиска иднина ќе се одржи? На 9 мај во Хрватска исто така имаме европско првенство во кикбокс, исто така можеби ќе се надпреварувам во лајт контакт. Инаку на државното првенство во кикбокс кое го организираше Fight Team од Скопје, учествуваа 183 спортисти од вкупно 20 клубови од државата. Најуспешни представници од Источна Македонија беа Елена Стојчевска и Павел Стојчевски како дел на кикбоксинг клубот АСО Делчево, кои ги освоија првите места во дисциплината Point Fight до 25, односно 70 килограми, како и штипјаните кои се дел од кикбоксинг клубот Гладиатор, Жарко Арсовски кој беше прв во Point Fight за сениори до 89 килограми, Божидар Јанков и Викторија Варадинова, кои го освоја првото место во кадетска конкуренција до 52, односно 57 килограми, како и Никола Карамфиловски, кој исто така како дел од кикбоксинг клубот Гладиатор беше прв во дисциплината лајт контакт до 46 килограми. На последните 3 надпревари фудбалерите на Брегалница постигнаа успеси. Утре се среќаваат со екипата на Тетекс. Средбата со тетовчани е само една од повеќето во рамките на плей-аутот, кој ќе значат обстанок за штипјани. Првиот надпревар е со Тетекс, екипа која што има одреден квалитет, кој што поседува одреден квалитет и која што, иако испадната игра многу растеретени, може да биде многу незгоден противник. Јас тоа им го предочив на моите играчи. Ние овие денови дискутиравме на таа тема. Мислам дека сите се максимално подготвени. Оние што ги имаме здрави, оние што немаат картони, значи на овој надпревар нема да игра Лази Илиев поради 5 картона и нема да настапат 2 играча поради повреда. Меѓутоа имаме респектабилен тим, имаме респектабилен состав кој што може со отсуство и на секои 2-3 играча да се спротистави. Овде е крајот на дневникот, така како што најавивме по информациите за временската прогноза, следи репортажата за црковниот живот на македонските православни верници во Италија. Останете со нашата програма, имајте пријатна саботна вечер и следете не на нашата веб страна kanalplus.mk.